Дополнителни контроли и вонредни инспекции на целиот водоснабдителен систем, откако во Вруток беа откриени диво поставени пумпи кои туркале нечиста вода во главниот цевковод на градот, чии крајни консумирачи се гостиварци. Инспекторите нахава земале мостри од чешми во градинки, црква, џамија, болници и гостителски објекти и примероците веќе се на испитување, додека се чекаат официјалните резултати од Институтот за јавно здравје. На сила останува строгата забрана за употреба на водата. Целта на водрените заселени мерки е прецизно да се утврди изворот на контаминација, степенот и обемот на загаденоста, како и да се обезбедат нови релевантни лабораториски резултати врз основа на кои ќе бидат преземени сите понатамошни мерки во конкретниот случај. Освен дополнителни мостри, инспекторите ги чешлат и угостителските објекти во Гостивар. Проверуваат дали се обезбедени алтернативни извори на вода, бидејќи сегашната не смее да се користи, со оглед дека е сезона на свадби, но и повратници од странство. Каде законот не се почитува, надлежните најавија строги казни. Пумпите за кои обвинителството утврди дека биле поставени на диво, не биле ниту дел од дозволата што е издало Министерството за животна средина, обелодени директорката на инспекторатот. Страна на Државниот инспекторат за животна средина, а во поглед на дозволата за користење на вода за снабдување со вода на градот Гостивар и одредени селски населби, која е издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање на барателот комуналец Гостивар, извршен е увид на лице место, при што е утврдено дека предметното зафаќање на вода, за кое јавноста е информирана, не е составен дел на дозволата која поседува комуналец Гостивар. Министерот Хоџа очекува и кривична и морална одговорност од надлежните. Снабдувањето со вода за пиење, одржување на водоводните системи, собирањето и третманот на отпадните води се надлежност на општините и на јавните комунални претпријатија. Општините се првата линија на одговорност за безбедното функционирање на овие системи, како и за воспоставувањето и заштита на санитарните заштитени зони околу водните извори. Загадувањето на вода за пиење е кривично дело, предвидено и казниво според член 219 од Кривичниот законник, кој предвидува парични и затворски казни. Но бидејќи е прогласена епидемија, доколку се утврди евентуална одговорност кај надлежните, казните може и да се зголемат. Габриела Лескова, Сител телевизија.